Тарам, тарам, тарам. Така, јас сум си да ви кажам право, предновогодишно расположена. Добре дојдовте во најновото издание на Фидбек заедно со мене, Елана Митева, која што воедно ќе биде и ваш денешен домакин. 19 часот и 15 минути е тајмингот, односно времето кога се разбира ќе се дружите заедно со мене, меѓутоа ќе се дружите и со моите вечерашни гости. Морам да признам дека исклучително се радувам кои гости ќе бидат денеска, нема веднаш да ви откријам, бидејќи ќе ги видиме од малку поразличен агол, а тоа е тоа што е всушност и интересно за оваа емисија. Нема да зборуваме за нивните класични моменти, за нивните професии и така натаму, тука ќе ги запознаеме од малку поразлична гледна точка. Фидбек трае 55 минути, што значи 55 минути дружење, 55 минути смеење, 55 минути музика, разговори и што се не. Нема да должам многу, останете со нас. Да, фотографиите веќе ги погледнавте и предпоставувам дека добро знаете за кого станува збор. Можеби една од нашите најквалитетни и најдобри докторки. Редовен професор на медицинскиот факултет, специјалист, педијатар. Доктор кој што веќе 30 години е всушност на клиниката за детски болести, голем алтруист, човек кој што апсолутно се залага за жена, всушност, која што апсолутно се залага за децата и за нивното добро. Ќе ја повикам овде до мене Аспазија Софијанова. Аспазија, повели. Режија, ако може, аплауз. Здраво. Добар ден. Како сте? Одлично. Многу ми е драго. Дали да се персираме сега во почетокот да кажеме или не? Не. Ова е преубава атмосфера за да тераме така професионално. Овде можеме малку да се ослободиме. И полежарно, така? И полежарно, да. Добро е. На почетокот, доктор Ке, морам сега така ми доаѓа. Да. Ќе имаме малку некои по-неофицијални прашања, каде што ќе ве запознаеме од малку поинаков агол. Па би почнала со тоа, без што Аспазија не може да си го започне денот. Или да си го замисли денот. Па молитвите ми се тие со кои што го започнувам денот. Генерално мислам дека вие ме кажавте дека сум редовен професор, ама јас пред 2-3 месеци завршив моја втора субспециализација, тоа е неврологија. И го проучував мозокот. Како го проучував мозокот, сватив колку не знам за мозокот, не само јас, туку воопшто целиот свет. И таа неуроресерч уствари ме наведе да ги проучувам брановите што ги зрачиме сите ние, тоа се тие позитивни, негативни енергии секакви. И сватив дека е многу важно да почнете со нешто кое што ќе си го својот организам ставите на едно друго ниво на функционирање, каде што ќе ја зрачите таа убава енергија од вас. Така. Тоа се молитвите и тоа е така. Благодарна што си тука каде што си и сите тие работи. Тоа колку и да делува, нели, луѓето го кажуваат, тоа но колку го применуваат и колку веруваат. За да го тоа примените, треба да го верувате. И впрочем за се е така. Така да тие молитви на една среќа и задоволство да ми се исполнат тие работи кои што треба и кои што треба да се исполнат, ми го започнуваат денот. Супер. Која е вашата дефиниција за среќа? Мојата дефиниција за среќа? Па, веројатно, бидејќи сепак сум лекар и сум видела се и се што, среќата е веројатно највеќе конектирана и најблиску до феноменот здравје. Затоа што секогаш човекот кога е во фаза да навистина има потреба од нас, тогаш само тоа му треба, здравје. Тоест, веројатно дека среќата е доста блиска со тоа и среќата е блиска со љубовта, значи емоцијата внатре. Кога давате, примате и кога ја споделувате, тогаш тоа е мојата среќа. Има ли ситуации кога сте тажна и што е тоа што ве прави тажна? Сигурно дека има работи кои ме прават тажна, колку јас ги покажувам е многу интересен феномен, кој што исто така проучив дека е важно да се сподели тоа, бидејќи тагата
Сега гледав еден многу интересен спот во кој што една пејачка популарна кажува: "Јас сум гласна, го кажувам тоа што го мислам и ми се допадна како го кажувам, бидејќи јас сум таква, јас сум гласна, го кажувам тоа што го мислам и сум доста директна, веројатно на тој начин и го вадам оној момент кој што може да се акумулира и да ја предизвика тагата многу поголема и да прсне таму каде што не треба. Бидејќи ги проучував тие работи, тоа дефинитивно може да откочи механизми во кои што навистина после може да бидете многу тажен. Па вака барем ако имам тага ја вадам веднаш. Барем да се извади така. Јас бидејќи знам дека си овен, јас сум овен, многу ми е јасно како сето тоа го вадиме на надворешната средина, така е. Скопје или Лондон? Интересно прашање, ќе видиме. Јас Скопје многу го сакам, ама морам да признам дел од мојата субспециализација обавува во Лондон, каде што живее мојата ќерка и искрено, веројатно не го познавав толку колку што го запознав од повеќе агли. 50-50. 50-50. Англиски или француски јазик? И пошто сум Знам дека ги родена изборувате и да, двете. пошто сум родена влаинка, знаете, ми лежи франкофонската група на јазици и сум растена во франкофонско семејство. Така да веројатно францускиот би го изговорила многу подобро и го изговорувам многу подобро. Иначе англискиот ми е како мајчин јазик, така да Јас освен жетем, да кажам, и некои така ситни може работи. да ви отсвирам, после ако сакате нешто на Обавезно, за тоа ќе се договориме. Ќе се договориме. Сабота вечера, дали би преферирале да бидете со пријателки излезени или може би вечер со филм и пуканки и Netflix пред телевизор? Не, со пријателки. Со пријателки И надвор. тоа е докажано исто така дека социјалната средина ја намалува потентноста на мозокот како поминуваат годините. Потентноста на мозокот е важна во интеракцијама. Пазите, не со секоја пријателка колку формално да се излезе. Да. Имате формални дружби кои не ги прифаќам многу и кои што ако треба некош од професионален агол гледано ги обавувам. Но оние дружби каде што имате навистина смеење, кој што е дефинитивно формула за здравје, значи смеење, дружење, споделување на интересни моменти, тогаш сигурно би го одбрала таква дружба, Море или планина? Како ги запознав Малдиви и Бали, малку подетално, Веќе знам кој некако одговор. океанот може би ми дошол во прашање вака. А планина сум растана, мене ми е Крушево втор дом. Така да Јас ве видов некаде дека имате и некакви хобија, меѓутоа би прашала параглайдер или пливање? Параглайдер, дефинитивно. Да. За тоа искуство ќе позборуваме покасно. Омилена светска дестинација и зошто? Јапан. Зошто? Друга култура, други луѓе, друг ментален склоп, нешто од кое што се учи, дисциплина во однесувањето, која многу ни фали, која е многу важна, проценка на вистински вредности и немање на оние врски кои што ги знаеме ние, него буквално се работи се by the book, во вистинска смисла на зборот и тоа ми се допадна бидејќи правата вредност може да дојде до израз. Знаете, тоа е земја која што има своји принципи, го кажувам секогаш, едноминутно закаснување ве чини. Нема да дисциплина до максимум. Нема, тоа веќе паѓате во очите на тие каде што сте и заради кои што сте отидени таму конкретно. Така. Ајде, последно прашање за овој дел. Кога се комуницирате со некого, повеќе преферирате SMS порака или јавување? Апсолутно јавување. Друго кога ќе се слушне гласот. Тука ќе може да се почувствуваат работите така како што треба. SMS е само формален дел во кој што модерното општество го преферира за да исто формално. Не сум формалист. Кај мене иде се директно, искрено и емотивно. Све е друга форма. Ви благодарам, се гледаме на другата позиција. Ала. Верувам дека повеќето од вас и по фотографиите го познавте. Тоа е таткото на градот Дојран. Човекот кој што сметам дека душа дава за тоа место. Човекот кој што направи многу, не само за Дојран, туку и за дојранчани. Човек кој што е многу добар пријател, кој што има така едно големо, широко срце и кој што на големо задоволство ќе го имам денеска во фидбек. Инаку остварен и на приватен, на професионален план, економист, татко, сопруг и што се не. Ке го повикам до мене градоначалникот, може би сега за почеток официјално, инаку господинот Анго Ангов.
Рижија, ако може аплауз. Многу ми е драго што сте овде. Како сте стигнавте од Дојран, се во ред? Специјално од Дојран, се во ред, специјално за оваа прекрасна Како е емисија. Дојран во моментов? Па Дојран е прекрасно, има прекрасна клима, секогаш потопло е за разлика од другите места во нашата држава. И не е толку загушливо, предпоставувам, и загадено како во Секако Скопје. Дојран има еден од најдобрите воздухи. Така да мислам дека прекрасната клима, прекрасниот воздух, сето тоа влие за она што го имаме, прекрасното езеро, да не го заборавиме. Значи, на прашањето дали Дојран или Скопје, знам кој ќе биде одговорот, нели? Секогаш Дојран. Се разбира. Да. Која е вашата дефиниција за среќа? Па, по она што го слушнав од професорката, бидејќи она секогаш знае најубаво да го каже тоа. Мојата дефиниција за среќа е секако сите околу мене, оние кои што ги сакам, оние кои што ги почитувам да бидат среќни, тоа ме прави и мене среќен, така да колективната среќа е секогаш среќа и за мене. Која е главната мотивација на Анго и инспирација во животот? Па секако, прва мотивација се моите деца, бидејќи за нив твориме, за нив се трудиме, работиме, секако фамилијата која што секогаш е на прво место и пријателите кои што навистина ги сакам, ги почитувам. Секогаш се трудам да направам што е можно повеќе, давам максимум од мене. Истото се работи и кога се работи за функцијата градоначалник. До последно работиме, до последно даваме, колку можеме, се трудиме, но секогаш ќе кажам дека навистина треба човек да има цели и тие цели да ги остварува во животот. Доколку ги оствари, се чувствува секако исполнет. Така, знам дека се ретки слободните денови, особено на градоначалниците, меѓутоа како доколку постои изгледа еден слободен ден на Анго? Па обично слободниот ден гледам да го искористам дома, во домашна атмосфера, бидејќи така најдобро се одмарам. Пред телевизорот, заедно со фамилијата. Фамилијарните ручици секако се приоритет, посебно за недела, за викендите. Сакам да го минувам слободното време со фамилијата, бидејќи обичните денови навистина се исполнети до доцните часови, така да тоа ми е најголем можеме да одмор. предпоставиме само како изгледа еден ваш ден, како што и како изгледа еден ден на професорката и на докторката. Д фестивал или Мандра фестивал? Ако треба да се одбере. Па вака, Д фестивал има посебна убавина. Д фестивал е веќе 15-та година поред, така да има традиција. Мандра е релативно нов фестивал и секако во зависност од публиката, си имаат различна публика. Мислам дека Д фестивал избива заради традицијата која што има од 15 години пред другите фестивали и заради популарноста. Веќе Дојран го препознаваат по Д фестивал. Абсолютно. Стана буквално трендмарк на Дојран. Секако, да. Народна музика или забавна музика би одбрала? Еве сега вака во предновогодишните празници со Јас сакам и забавната, јас сакам и народната музика. Имаме прекрасна народна музика. Знаеме со моите другари, со пријателите да слушаме традиционална македонска музика, бидејќи навистина имаме прекрасни песни и треба да ја негуваме нашата музика. Морска храна или скара? Тешко прашање, ама мора да се Јас ќе кажам риба, и тоа од Дојранското езеро, затоа што имаме навистина прекрасна риба и прекрасни специјалитети во Дојран. Ќе дојдеме. Фидбек ќе дојде. Цела екипа овде на Фидбек доаѓа во Дојран за да проба риба. Поканете сте да ги вкусите нашите специјалитети. Обавезно. Ќе си ја земеме и професорката и тама. Професорката е веќе, мислам дека и може да се каже наш жител, таа редовно доаѓа во Дојран. Ќе распрашам јас за тоа што ве спојува вас со Дојран, но да, имаме добра врска. Случајно се погоди во оваа емисија, но навистина ми е драго што многу ми е драго. Јас кога ми кажавте дека и се познавате, викам одлично. Тоа е тоа. Имаме комбинација. Лето или зима? Па, јас сакам зимата, но летото е нели символ за Дојран и Дојранското езеро, така да би кажал лето. Бидејќи летните одмори и од детството, знаеш, летните распусти секогаш биле оние кои што сме го сакале уште од детството. Така да би го избрал летото и секако затоа што летото ни дава простор да одмориме и да бидеме малку со фамилијата и поблиските. Така, дали вие бирате SMS комуникација или јавување на телефон? Па јавување, претежно, затоа што навистина ми Тоа се разбереме како луѓе, што би се реколо. Подобро е да се јави се на телефон. Да се разбереме отколку така. Супер, се гледаме на позиција.
еве сме во студиото, се враќаме. Те најавивме со фотографиите, што си убав на фотографиите. Кај ги најде такви ги одбра сите која? Од младост. Од младоста. Сега престарениот наш Љупчо или диџеј Брик. Кажи ми како си, како помина вчера петок, денеска сабота, што се готви? Доста фирми со предновогодишни забави, доста весели луѓе, долги ноки и така. Долги ноки. Чекај да видам подоцњак некој дали има? Има. Добро, сега со предновогодишните забави нема да ни замирите многу. Да. Но па и тоа е убаво. Одлично. Мислам дека пред нова година се прави една така убава атмосфера за да се подигне расположението и тоа ќе се потрудиме да го направиме и денес овде во емисија, може? Да, така, може. Супер, да видиме што ќе ни оди за почеток. Еве малце. Саботно. Која година беше писана? Рик Если? 80 е сигурно, не сум сигурен кога тоа. 80 се сеќавам дека имаше некој многу специфичен денс, дечко. И една портокалова коса вака нагоре дигната. Добро, ќе си позборуваме за музиката. Ти тука си ни да ни пушташ добра музика, се разбира? Да. Подготвен за добро расположение. Имаме прекрасни гости, кои што се подготвени и да ни појават, знаеш. Супер, така да едва чекам. ќе ти бараме песни. Јас ќе си дојдам, се разбира, на мојата позиција. И еве ме мене на својата позиција, тоа значи дека започнуваме со оној друг дел од разговорот. А спазија, ќе започнам од вас, меѓутоа прашањето важи и за двајцата. Имате професии кои што се многу захтевни. Вие како доктор, како професор, вие како градоначалник, како економист и слично. Колку професиите ви дозволуваат да имате слободно време, да имате оддишка за забава, за дружба, за нешто такво? Искрено кажано, навистина која работите професијата професионално и ако сте ангажирани во тоа, особено ако има некој случај кој што бара ваше присуство по, да речем, подолг временски период, тогаш малку некако го забораваме оној дел за нас или го забораваме оној дел кој што вистински дава одишка и треба да се присетиме дека постои, бидејќи ако не го вклопиме во тоа, пак ќе кажам, пак медицински може да направи некој проблем. Со тоа што јас лично немам, меѓутоа веќе пробувам да учам, нели животот е лекција сам по себе, дека навистина морам да си барам барем 15 минути во денот, пола саат во денот, да најдам начин да излезе од мене сето она што претходно било. И при тоа да не ми е, така да кажам, можеби конзервативниот начин на кој што сум израсната, бара да се биде скромен, па тоа да биде само дома. Не, излези надвор, прави некои работи кои што едноставно тебе ќе те направат среќен, се разбира, во граничници кои што ќе бидат дозволени, но мора да постои вентил. Мора да постои вентил. Така. Анго, кај вас како е? Истото и кај нас. Има денови кога е многу напорно, кога има доста обврски, знае професорката и ситуации кога сме се слушале за одредени ситуации, бидејќи нашата работа опфаќа буквално се. Кога ќе кажам татко на градот, навистина го мислам тоа, бидејќи се грижите во секој можен поглед за вашите граѓани. Нашата професија опфаќа буквално се занимаваме од огромни проекти, милионски износи до најситни работи, до решавање на проблемите на луѓето, што се вели. Така да има денови кога сме преуморни и доколку нема издовен вентил, што кажа и професорката, нема начин како да се одмориме, како да се прилагодиме фактички и да го издржиме ова темпо на работа. Нема, едноставно се преполнува човек, расте и ќе пукне. Мора да си најдеме начин да се одмориме, да бидеме смирени, бидејќи навистина овие професии се доста напорни. Јас сум мислел и порано дека е напорно да се биде и политичар, но меѓутоа мислам дека од целата политика најтешка професија е градоначалник. Мислам да. Се служувам со вас, бидејќи ние се занимаваме со сите проблеми. Буквално со се и така е. Од друга страна пак, доколку не го работите ова што го работите, ме интересира кој би бил ваш втори избор на професија? Размислував јас за мене многу пати во животот. Видите, јас од секој сум ја сакала астрономијата. Значи, јас сум била трето место во тогашна Југославија,
уште во основно училиште и сум се занимавала со проучување на универзумот. Секогаш ме интересирале енигматични подрачја. Значи нешто што не е така опипливо, Мистично, нешто мистично. апсолутно Така мистично. е. И веројатно и затоа да следи мозокот како круна на сето тоа. Така да можда би била добар астрофизичар, научник во таа област на универзумот, пак поврзан со битијата тука на земјата. Зашто е тоа така? Бидејќи конекцијата наша не е сами по себе. Ние сме конектирани со универзумот, со земјата, со многу работи, планетите и така натака, а многу малку знаеме или посветуваме внимание на тоа. Да, Можда би била се астрофизичар одличен. Добро, ќе пробаме некоја натална карта да Ја знам направиш, на па да памет, видиме. све тоа знам. Све тоа Да знам. видиме зошто вака волку се поклопуваме. Анго, дали некоја друга професија како втора? Од секој би ја сум имала? сакал активни работи. Една од овие и токму оваа работа. Меѓутоа, мене љубовта ми е спортот и доколку не би се занимавал со ова. Значи спортист? Јас би сакал А да... кој Па што од фудбалот спортот? ми е најомилен спорт, меѓутоа навистина спортот секогаш уште од мали нозе ми бил како љубов, пасија во животот. Имате сега време за спорт? Да одиграте Па, некој надпревар? многу ретко, меѓутоа сакам во секое слободно време, посебно со мојот син кој што исто така спортува, знаеме и дури и дома да заиграме. Па, нормално. Така да Тоа е тој винтел што го зборуваме, мора фудбал, некаде да излезе. Секогаш сабота недела ни е резервирано да гледаме фудбал, така да тоа ми е љубовта. Така, според вас, што еден човек го прави да биде успешен во својата професија, со оглед на тоа дека сме сведоци како нештата функционираат на запад, како нештата функционираат во светот, колку таму се докторите, градоначалниците, економистите, професорите, нели и така натаму на еден висок пиедестал. Дали кај нас генерално може да се биде успешен и кој е рецептот за успех? Вербата во себе по мене. Мислам, ако верувате во себе и во тоа што го носите и во тоа што го знаете, тогаш мислам дека не постои ништо што ќе ве сруши. Ќе пробуваат да ве срушуваат. Знаете, ова што го коментирате е дел од квалитетот на квалитетни луѓе. Ако вие сте само, да кажеме, добар лекар и ништо повеќе од тоа или неприметен во средината, тогаш многу нема да се занимаваат со вас. Очигледно со мене и со Ангов се занимаваат луѓето. И ми е интересно каде одиме, што правиме, како се однесуваме, влегуваме, излегуваме и така натака. Така да, ако си веруваме во нашите способности, при тоа немаме скриени мисли. Значи, не правиме позадински работи. Одиме директно. Колку тоа да е добро или лошо, тогаш мислам дека без разлика какви да се околностите, во секоја земја има секакви луѓе и секакви работи. Значи, не сме ни изолирана земја во која не идеално, така. Какво идеално, далеко од идеално. Јас имам прилика да видам и викам, заре можно и овде, заре можно и овде. Се нема да споменам една држава каде што бев и каде што се бираше, да кажеме, председател на одредено здружение, кога видов дека апсолутно исто се однесуваат како нас. Према тоа, сваќам дека генерално човечкиот ментален склоп е тој. Важно е како вие внатре во себе се доживувате, да не направите некоја работа која што постои карта. Постои нешто што потоа ќе ви се возврати, ако тенденциозно правите лоша работа. Иначе се е друго веќе по природен тек. Дел ви е карактер, дел ви е нешто што ќе го правите како што ќе го правите и дел и пак правите го онака какви што сте реално, а да не биде при тоа со лоша мисла. Така. Па секако, за секоја работа треба посветеност, многу труд и најбитно од се да имаш одредени цели кои што треба да си ги зацрташ и да се стремиш кон тие. Ако не знаеш на каде тераш, сигурно нема ниту да ги оствариш тие цели. Така да посветеноста и трудот е прва и основна работа и она што каже и професорката, мора да веруваш во себе и да знаеш дека можеш тие работи да ги направиш и дека не може нешто што не може да се заврши ако решиш да го завршиш. Освен висши сили кога се во прашање. Јас морам да кажам дека кој да ви е рецептот успешно го правите, бидејќи двајцата сте успешни во своите полиња и во своите професии, така да се трудиме. За професорката сме добри луѓе. Затоа сакам да кажам, вие сте пред се добри луѓе. За професорката можам само души пофални зборови, бидејќи имам прекрасно искуство со неа, помагаме на многу луѓе, посебно на децата. И самата знае, таа секогаш ми стоела на располагање, така да сум преблагодарен, знам дека е врвен професионалец посебно кога се работи за децата. Така. Сега едно прашање кое што некако ми се надоврзува на сето ова е за жал
луѓето секогаш зборуваат и ќе зборуваат и негативни коментари и позитивни секако, меѓутоа како се справувате или имате некаков, англичаните би рекле coping механизам за тоа како се справувате со негативните коментари и со тоа што ќе го слушнете од страна? Ве погодува ли? Па секако дека не погодува. Јас порано Луѓе сме. многу Погодува, повеќе ме факт. погодуваше, меѓутоа со тек на времето тоа знаеш некако ти станува како навика. Посебно ме погодува од луѓе кои што сум сметал блиски дека или се блиски, дека тука најмногу боли. даваш максимум за нив, а ти возвраќаат на друг начин. Тоа најмногу ме погодува. Инаку се станува навик. Буквално навик. Ќе оттрпнеме што се Оттрпнати сме вели. веќе. Нашето е да се трудиме и да го правиме тоа што сме го замислиле, а луѓето се тие кои што си возвраќаат некој позитивно, некој негативно, така да секој сам си Докторке, вие имате некаков coping механизам? Па вака сега, искрено кажам, ако треба да зборуваме, а при тоа да не кажеме тоа што не е дел од мене, не велам дека не ме погодува, меѓутоа стално имам една така наречено слика во огледало. Се прашувам себе си, каде јас сум во приказната сгрешила, за да бидам подобар следен пат, и или е тоа одредена тенденциозност, која исто така не смееме да игнорираме. Постојат и луѓе кои што не спијат цели ноќи за да ви направат одредена ситуација, така да тоа да сме на чисто. Меѓутоа, ако сум чиста јас внатре во себе, затоа викам слика во огледало, coping, тоа значи размислувањето на тоа што јас во целата таа приказна и каде е тој ланец на моја слабост. Значи работење на слабостите, би рекла, и дека тој момент ме прави уште појак. Така да, ако сум свесна за тоа, сум стално свесна, дека одредена работа не сум ја направила како што треба, во ред оставам време и времето ми е сојузник, затоа што одредени работи на мојот темперамент не соодветствуваат со брзината на тоа што времето си бара. Сепак период да помине во кој што ќе се покаже, докаже и вистински укаже на тоа дека правдата се доаѓа Кога тогаш, така и се служува. Така е. Дали имате хоби, двајцата? Јас еве слушнавме Анго дека сака да игра фудбал, дали е тоа можеби и хобито или постои нешто друго? Релативно спортот. Сакам да спортувам, сакам слободното време да го користам посебно со... Пливате ли со оглед на тоа дека сте од дојна? Па, пливаме, меѓутоа да ти кажем право со оглед на врските се поретко, така да само одморот кога го имаме, тогаш го Само користиме за тогаш, пливање. добро, Инаку добро. да. И тоа е еден вид на хоби кој што го обожавам и го сакам, меѓутоа се помалку време има за хоби. Така. Друго хоби кое што е, не знам, обично ја сакам стручната литература и да се надоградуваме, супер. така да слободното време и го користам и на Со тоа. читање. Да. Со Релативно тоа. надополнување, со Така читање, е. со дообразување и така натаму. Да. Спазија, вие? многу имам Хоби, ја. чекај сега Професорката списокот има да го многу. изгледа да почнеме. Да го изгледа Генерално, списокот. генерално Посебно сум. нешто што видов од вас е дека бевте качена на параглайдер и се воодушевив. Тоа дека ми е последното хоби, а иначе претходно. Многу. Јас во суштина сакам ресерч, значи сакам наука. Тоа е едно нешто што ме прави да правам ресерч и така да пола саат во текот на денот сум вклучена во сите оние најнови достигнувања во областа на мојата проблематика што ја работам и онда ме интересира што претходниот ден научниците ставиле нешто ново на сцената за да можам пак да го применам во интерес на децата и што еднаш ви благодарам за зборовите бидејќи колку и да сме ние држава која што одиме да се споиме со светот, имаме и своји слабости и немаме можда толку ресурси како што имаат богатите земји, но можеме да имаме добри интеркомуникацијски моменти за да можеме да помагаме. Значи тоа е првото нешто што сакам да го знам, че што се случува во областа на педиатријата, неонатологијата, Јасно. Да се надградувате во да се тој- надградувам. така. Тоа ми е еден од начините. Втор е сакам контакт со природата. Значи јас сум човек кој што еден период во својот живот, Значи, летно и хайкинг? зимско време, Или? него излегувајќи надвор и уживајќи во зеленилото, во природата и во убавините на небото, на дрвјата, на цвеќињата, на се, значи шетање во природа. И во исто време знам и да физичка активност, значи трчање. Само во последно време тоа не го применувам, порано многу трчав покрај Вардар. И тоа беше дел во кој што ако не го направам, малте не беше дел од мене. Како да нешто во денот сум го пропуштила. Читањето не го дискутираме, значи тоа читање книги пред заспивање, тоа е сигурно. И се разбира
Јас имам широка фамилија, нели? Една ќерка која не е тука, другата со која имам два внука. И тие два внука многу го засакаат дојден, која што е причината на нашата комуникација. Сега ќе ме прашам од каде сте вие? Од каде дојден Од вие моите внуци заеднички? кои го засакаат дојден. Тука Знам нема што. дека вашата мајка е од Крушево и Да, дека мајка ми е од сте Крушево. Јас таму одам по често. потекло од Крушево. И имаме куќа во Крушево, по мојата мајка и навистина го сакам. Тука е тој контакт со природата. Од тука доаѓа желбата за да делот мислите излегуваат надвор кога пеете со птиците и кога пеете со природата, бидејќи тој контакт извонредно многу ве полни со убава енергија. Од тука дојде и параглајдерството, од тука доаѓаат и авантуристичките моменти кои што Крушево ви ги дава навистина во голема мерка. А последното што го спомнавте, па дојдам, еве морам да го споменам, беше една средба исто научна, стручна, каде што се запознавме, имавме прекрасно дружење со градоначалникот и навистина ни овозможи колегијалноста што имавме. Тука дојде колеги од Бугарија, па се дружевме и со нив имавме прекрасни предавања. Ковид беше периодот на ковид, каде што споделбата на информации, што е многу важна меѓу нас докторите, споделба на информации немате тука суета. Тука имате телефони, имате контакти и се само во интерес на децата. Така да таа средба што имавме во Дојран ме направи да го погледнам од сосема друг агол. Јас не го познавав толку Дојран, да бидам искрена. И сватив дека живее еден многу мирен и доблестен народ кој што е навистина прекрасен. Па таа стаза ја мислев дека се наоѓам некаде надвор државата и ги сликав тие прекрасните столчиња што ги имате направени. Портокалови, жолти, црвени, плави, страшно добро. И ги праќам на ќерката во Лондон, вика, во која држава си ти? Викам, во градот Дојран. И она вика, види, мислам, многу прекрасно доживување, не го познававме лично. Јас ке кажам, градот, колку има една убавина, еден мир, спокој и тишина. Така се залюби во Дојран. Така, јас знам и многу други, Игор Џамбазов, дека е препратен доста луѓе доаѓаат во Дојран. Дојран, например, својата природба ја доживеа токму за короната, бидејќи беа затворени границите и многу луѓе кои што не доаѓале со години наназад, дојдоа за време на короната. И се го одушевија, нормално. Кога видоа што се случува, кога видоа дека навистина Дојран се развива, од тогаш почна таа градежна експанзија што се вели. Се градат многу згради, се реновираат стари објекти, така да растат капацитетите, така да Дојран доживува навистина една ренесанса која што мене лично многу ме радува, бидејќи во мое време. Ние како локална самоуправа секако се трудиме буквално да ги избогатуваме од година на година сите содржини. Не знам, Дојран нуди некој посебен мир, спокој. Тоа навистина е тивко, прекрасното езеро, прекрасната природа, тоа е нешто што не може да се опише со зборови. И убави ресторани, и убава забава. Се Бога ми, не можам да кажам дека сите заедно на риба. Рестораните се веќе одиме најпопуларни. Сега кога сме веќе кај хобито, знам дека докторке вие знаете да свирите на клавир. Овде ви донесовме специјално за вас еден клавир. Па дали ќе бидете љубезна да ни отсвирите нешто по ваш избор? Сакам само да знаат они дека јас не сум секој ден со клавирот врзана. Клавирот е кај моите родители, јас повремено свирам клавир, иначе завршив Книжно музичко училиште и почнав средно, меѓутоа потоа заминавме за Америка. Мојот татко доби Фулбретова стипендија, така да еден дел од моето образование беше надвор државата во тоа време уште, но паметам дека Драгомански, ќе го потсетам, кој ме учеше солфеш, нели? Ние што свириме, ако имате добар слух, ќе можете да го осетите тоа што го свирите. Така е. И викаше Аспасија, да одиш на музичка академија, навистина ќе бидеш одлична, бидејќи имаш апсолутен слух. И во тоа време, учејќи солфеш, нели, и хармонија и сите тие работи, и свирејќи клавир кај мојата професорка Камџијаш Младеновска, која што ме научи навистина убаво, ми создаде на дисциплина во свирењето и ми даде да во делот каде што е техниката важна, да внесам и емоција. Бидејќи клавирот бара емоција и техника. Сега технички можда нема да бидам како што тоа го прават професионалците, ама еве ќе пробам нешто. Еве нешто ќе пробам да отсвирам. Благодарам. Слободно станете си, и јас и Јанго и цела овде режија ќе даде подршка. Ќе пробам за Елиза. Нешто што го... Може да ја стишиме музиката, да, благодарам.
Таман работа. Стените заборев да ги извадам. Ама тоа за друг пат. Тамане, Да, тамане. ала. Сега кога сме веќе во вакво расположение, сакате прво да по ваш избор да пуштиме некоја музичка numера или сакате расположени сте за да пееме? Па, све може. Може и некој може. Кој знае да пее, Чекай, ќе пее, кој знае да Кој знае да пее, ќе пее. Може да пееме, зашто да не? Може ли од Тоша Проевски да ни ја пушташ, Брик, омилената песна на... Да, од Тоше Проевски омилена песна ми е Твоите бакнежи на моите велики шуми. Може таа да ја ми го пуштиме. пробајте, Ќе Тоше, пробаме да, во студио нешто да Тоше го запееме. уважава фест. Ако го најдеме, нормално. Еве го, Тошка наш. Нашата легенда. Сак нема што од Крушево, нема што да се каже. Крушево Само да видиме текстот дали го знаеме. Чекајте да видиме. Прости, Така беше? Što te navredi, za ništo veke ne bi pogreši. Чекај да видиме колку ја знаеме. Mojte zborovi zaovi, ko da ne bile kažani. Браво, Ангов, погласно. Негова е. Да, не, твоја е, ова е твојот избор. Ова се единствените песни што ги познавам, што ги знам. Да фатам и јас рит. Да. Чекај, на рефренот, на рефренот. Еве сега доаѓа. И Твоите бакнежи на моите бели кошуми, Зеленати лудац спомени, две недели разделени и осамени, За некој може да те замени. Добре. Се покажавме во какво такво светло. Кога сме веќе кај пеењето, докторке, вие да ни испеете по ваш избор некоја, еве без музика, без ништо. професорката е била за пеење. Професорка, доктор, како ви е помило да ве кажувам, професорка или докторка? Цули. Цули. Скратено. Може. Значи Цули, Го Цоко. комплицираме, го комплицираме. Да. Јас, знаете како ви остануваат енграми од младоста, и јас имам нешто што стално во мојот живот има така еден циклус на живеачка и би сакала нешто од Биело дугме да отпеам. Ако може. Може, ќе се стишиме повторно. Било дугме ги почитуваме. Odlazim, ostavljam te, ali ne kao prije. Ovaj put zauvijek sad plačim i nikad više ti neću doć. Nikada padaju kiše, nikad me tuga svlada, nikad mi loše ide, nikad više. Ostavljam te. Браво. Ќе поздравиме и Марина, која што ни пееше во позадина. Тоа значи дека има љубители на Биело дугме. Имате ли некои што е тоа што најчесто сакате да си слушате? Што ве опушта од музика? Нели обично кога сакаме да се опуштиме, може да пуштаме нешто по-тивко, фино. Јас сум обично... Зависи од ситуација. Наутро не можам без музика и обично со првото кафе си пуштам музика, ама секогаш е енергична за некако да ме подигне, да ми тргне денот. Така да не знам како вие функционирате, или во автомобил можеби некоја музика обавезна. Во автомобил мора.
Инаку досадно. Енергична музика, Има енергична музика, така е. Да ни го тргне денот така со ритам убав. Да. Јас сакам енергична. Сите ги сакам музики, мислам све. Буквално, Еве да. утре вечер мислам дека ќе ме видат на едно место каде што ќе има баш онака диџеј музика со слушалки и со Чекајте сега, јас колку што знам, веќе патувате за Лондон. Да, па така? таму ќе бидам во. Еве гледав има многу интересни диџеи, така како вас, кои што во Ковен Гарден прават многу интересни случувања. Преубав Ковен Гарден, Преубав, и така за да ќе Нова бидам со година. слушалки и ќе некој ваде од тие препеви што ги прават на Моцарт, на Бетовен и така да со нив ќе џускам малце. Така со англичаните да речеме. Јас диџеј Брик малце да го вклучиме у разговорот. Знам дека си презапатен, знам дека имаш многу журки и настани. Дали може би имаш некое прашање за нашите гости? Па баш сега кога сме Затоа околу додека сме музика, околу музиката. би прашал вака, кои артисти ви се омилени и која декада музичка ви е Супер највеќе прашање. ви лежи така? Па сега вака треба да кажем и колку години имаме значи. Не, не е потајно така, потајно. Артисти. Едниот внук ми личи на Бред Пит дефинитивно и го сакам и во едно од тие негови што доби Оскар, како се викаше филмот кој што прво беше како старец роден, а потоа како млад заврши, што има една страшно добра алегорија. Бред Пит ми е најомилен. Денес има роден ден by the way. И ова е едниот од моите внуци личи на него. Стварно? Стварно има роден ден, да го гледам Чекај, што денеска. значи тоа што е во хороскоп? Стрелец. Па, да, агнен, Јас да, сум Огнен, како нас. Да, а вториот внук ми личи на Леонардо Ди Каприо. Така да и он самиот кога се кажува како се, пошто нели ја го учам така дека ќе биде Леонардо Ди Каприо, така да тие Имаат ли барем артисти. такви афинитети Има како кон нема глумата? плюси и личат така се, едниот е Шкорпија како Леонардо Ди Каприо, другиот е Стрелец како Бред Пит. Така Тоа е да, пола многу работа е сличности, сличности. Анго, што сте вие во хороскоп, кој Јас веќе сум стрелец. Исто, нема смисла. Ете се најдовме сите. Нема смисла. Сите тројца сме огнени знаци. Огнени, Брик, да, што си ти? Девица. Ивица, добро, земја. Ни Малку треба, не ни треба спушташ. вака да не спуштиш. Од време на време треба некој да не спушти, бидејќи ние огнените знаци знаеме малку така По да бидеме. да бидеме па стравствени. Па страствени, Такви така сме е. што да така е, правиме. да. Кога сме веќе кај музиката, јас би сакала еве повторно по избор на Анго, да го пуштиме Тоше Проески со По тебе. Тоа е една навистина убава numera и плюс ке не расположи малце режија, ако може, одиме со Тоше Проески. Фрли поглед преку рамо ако одиш. Сакам да ти бидам патот кој те води. Како сули си згази ме под себе. Ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато. Еден поглед меѓу трепки, ама благо. Божер случајно забавено и филмски. Само рака подај ми тајно стисни. По тебе, кај што газиш мојот поглед.
Бетуша, сега го зборувавме, мислам дека подобар глас ниту се родил, ниту ќе се роди. Мене ми е криво што допрва почна да станува и балканска звезда веќе секако, меѓутоа можеше комотно да стане и европска и светска звезда. Таков квалитет ретко се раѓа. Тоа е судбина. Убаво, еве на вакви емисии ќе си го подсетуваме, ќе си го споменуваме и за нас секогаш ќе живее. Он има само дата на раѓање. Така е. Да, он има само дата на раѓање, баш така. Се служувам. Баш Некако готово реков јас пред новогодишно расположение, одем и понатаму со музика. Ќе ја пееме сега Јовано Јованке, со тоа што ќе имаме поддршка музичка, ако може, за да ја фатиме како што треба. А таа изборната брик ни никој микс. Може ли нешто да кажам јас за Јовано Јованко, ако ми дозволите? Може секако. Јас додека живеев во Јапан, имаше еден момент каде што морав да ја одбранам, нели, државата ја представував таму и требаше, зборувавме за перинатален морталитет и морбидитет, нели, и јас дел од работите што ги научив таму беа токму за смртноста, нели, како ќе ја намалиме, апропо на оно што го видовме во Јапонија. Дали знаете дека мојата одбрана беше веќе сега се нежам со во позадина песната Јовано Јованке, препеена од јапонци на тош. Стварно. Јапонците ја пеат Јовано Јованке, можете да ја најдете на YouTube. Има, видов. Да. Јас вчера кога пребарував која песна да ја И тоа слушаме. ми одеше во позадина, Да. да има шмек, да знаат они од каде доаѓам. И они не плескаат како ние, плескаат со удирање на маса. Вака. Вие не знаете кога завршив со мојата презентација и со Охрид завршив со Канео и со нормално Крушево, сите стана и на масата удира после Јовано Јованке. Веројатно во склопот на самото предавање Јовано Јованке го имаше акцентот и шмекот на државата од каде што доаѓа. Браво, нема што да се каже. Јовано Јованке сега, ако е од бебек, ја имаме и како видеозапис, меѓутоа имаме и како аудиозапис. Не знам со каква варијанта да одиме подобро. Ајде со видеозапис, па ќе се вклучуваме ние со пеење, може и така. Може. Значи, бебек во комбинација со браќата Тавитјан направија еден одличен ремикс. Така да... Ете пак бебек. Еве. Belo platno beliš dušo, se na gore gledaš. Kraj badarot sediš, mori belo platno beliš, belo platno beliš dušo, se na gore gledaš.
Одлично. Ете, ги искоментиравме и браќата Тавитјан, кои што направи еден одличен албум, кога ги собраа сите овие познати пејачи, изведувачи од Балканот и направија всушност компилација од наши македонски песни. Прекрасен албум. Тоа е и цела поента да се негува македонската музика, бидејќи наистина има прекрасна музика. Толку ни ја сакаат на страна музиката, да тоа е неверојатно нешто. Понекогаш мислиме дека повеќе ја почитуваат на страна отколку ние самите. Тоа е секогаш така. Еве, гледате што се случува. Сега ни доаѓаат звезди од секаде, од сега да не ги набројувам, и турбо фолк звезди и секакви звезди, а при тоа овде имаме прекрасни пејачи, изведувачи. Да. Треба поголема поддршка. Апсолутно. Како за крај на овој разговор би сакала да ве прашам она што всушност е и целта и името на емисијата, тоа е фидбек. Каков е фидбекот од тоа што го работите, од тоа што го правите во животот? Првенствено, дали имате фидбек, а сигурна сум дека имате, и како? Еве од Анго, пак ќе почнеме. Па секако дека кога ќе направиш нешто тоа што си го замислил, и задоволството е најголем. Се чувствуваш задоволен, се чувствуваш исполнет од тоа што си го постигнал, и навистина мене најбитно од се, без разлика дали јас би бил понатаму градоначалник, не би бил. Јас сакам тоа што сум го замислил да го постигнам. Кога го постигнувам, тогаш сум среќен, тогаш сум исполнет, и навистина секоја работа е така. Буквално мора да те исполнува, мора да... Задоволството по завршената работа е всушност најголемиот фидбек. Секогаш е така. Задоволството доколку ја завршиш работата, доколку го постигнеш она што си го сакал, навистина е огромно задоволството, и нема поубава работа од тоа да видиш задоволни луѓе од тоа што ти си го преживел. Аплаузот, што би се рекло, условно кажано, по завршената работа, тоа е тоа. Докторке? Знаете како, јас давам една изјава, тоа е дека се плашам само од Бог, другото се може. И оној фидбек што го барам, не треба никој да ми го даде. Ми го даваат насмеаните детски ликови, децата што доаѓаат. Вчера дојде Никој, пред некој ден кога беше Свети Никола, дојде Никола и Николија, кои беа, едното беше кило и нешто, другото беше едва 2 кила близначиња. Едната е сега репрезентативка за ракомет или не знам зашто е. Никола е еден од најдобрите пливачи, потенцијален, со своите 13 години си вам што сум правела јас. И сега сваќам дека практично понекогаш навистина ништо не ми треба. Кога ги видов нив двајца и кога ме гушна, мојата докторка заврши приказната. И не се само тие, има многу дечиња на кои поминале и ќе поминуваат се уште, зашто не се давам, независно од годините. За мене животот е се уште како сега да почнува. И верувам дека се повеќе сето знаење што го имам собрано од сегде и од цел свет, тука ќе го применам. Така. Ние се поздравуваме, и меѓутоа пред да се поздравиме, вака имаме едни, ева го, ова е Big Love, имате од компанијата Henkel. Повелете прво за докторката, тоа се производи за коса. Тука се сајос, гатуби и чека да видиме глис. Има убави. Има и за женски, можете на сопругата, можете на кирката, на кого и да е. Ова е така за Нова година, бидејќи пред Нова година да ви дадеме по едно новогодишно пакетче. Уште еднаш благодарност, ве сакам и се гледаме. И исто и ние тебе. И цела телма телевизија. Се разбира. Чао.